Добар ден, почитувани ученици. Јас сум наставник Габриела Стевананджија од Основното училиште Блаже Коневски од Прилеп. Денес ќе бидам ваш наставник по македонски јазик. Лекцијата која што денес ќе ја работиме е хронолошки ред на настаните во расказ, бајка, басна. Што ќе научиме денес? Ќе научиме што е хронолошки ред на настани, настаните во некој литературен текст да ги подредиме по хронолошки ред, кога усно или писмено се изразуваме да го почитуваме редоследот на настаните. Што ќе ни биде потребно за овој час? Тетрадка, молив, конец, 3 листа хартија. Доколку имате потреба, запрете го видеото, притиснете на долгото копче од тастатурата, припремете ги потребните работи, а потоа продолжете со гледање. Што е зборот хронолошки? Хронолошки, предпоставувам за повеќето од вас, е нов збор. Збор кој или недоволно го разбираме, или воопшто не го знаеме неговото значење. Најпрво, да го објасниме овој збор. Може би сте го слушнале некаде, но дали го знаеш неговото вистинско значење? Ќе се обидеме да го објасниме преку техниката за учење нови зборови, вокабулар во 4 аглии. Прочитај реченицата. Марко ја раскажа приказната по хронолошки ред. Да се потсетиме на техниката вокабулар во 4 агли. Тоа се 4 прозорчиња, каде што во првото го запишуваме новиот збор, во второто ја препишуваме реченицата во која го сретнуваме новиот збор, во третиот дел од правоаголниците запишуваме нова реченица со истиот збор и во крајното запишуваме со цртеж или новиот збор го представуваме со цртеж. Хронологија или хронолошки. Значи, наредено по ред како што се случувало. Пример, ако треба да ги кажеш одделенијата во кои си учел, ќе кажеме прво одделение, второ одделение и така натаму. Нема да започнеме од трето или од петто. Кога би започнале така, тогаш одделенијата нема да ни бидат наредени по хронолошки ред. Еве ја техниката вокабулар во 4 агли за реченицата која што ја спомена. Хронолошки. Марко ја раскажа приказната по хронолошки ред. Нова реченица со истиот збор. Елена ги нареди сликите од растенијето кое го засади во својот албум по хронолошки ред. Овде се представени слики од растенијето кое што го засадила Елена по хронолошки ред, значи онака како што растело. Најпрво било мало, па потоа пораснало малку поголемо и на крајот израснало во поголемо растение. Хронолошки ред во литературна творба. Што значи ова? Во секоја литературна творба, расказ, бајка, басна, има редослед на настаните. Кога ќе ја прочитаме или слушнеме, знаеме што се случило прво, што се случило потоа и што се случило на крај. Ако умееме да го кажеме ова, тогаш знаеме да ги подредиме настаните по хронолошки ред. Ова ќе го покажеме преку неколку примери. И тоа прво, хронолошки ред на настаните во расказ, второ, хронолошки ред на настаните во бајка и трето, хронолошки ред на настаните во басна. Да се вратиме кај првото, хронолошки ред на настаните во расказ. Најпрво потсетување за тоа што е расказ. Литературна творба во која се раскажува за една случка од животот. Расказот е кратка литературна творба. Значи во неја за една случка има мал број ликови, мал број настани. Сега за да одредиме хронолошки ред на настаните во расказ, ќе користиме речника лента на приказната. На следниве 3 ленти, кои што сега ќе ги погледнеме, се дадени делови од еден расказ. Тие се измешани, не се наредени по хронолошки ред. Можеш ли да ги подредиш? Хајде сега да ги погледнеме 3 ленти. Најпрво овде е дадена портокаловата лента. Во неја пишува: Лука не ни примети дека се стемнува. Тој беше уморен, но задоволен. Погледна од прозорецот кон градината и со насмевка на лицето се спреми за вечера. Во зелениот дел пишува: Тоа утро Лука стана рано. Беше нетрпелив за денот што доаѓаше. Се изми, се облече, брзо го изеде појадокот и излезе надвор. И третата лента во синиот дел пишува: Во дворот веќе беше целото семејство.
Се спремаа за работната акција. Лука им се придружи. Цел ден работеа во градината. Ја ископаа земјата и засадија многу убави цвеќиња. Сега, овие три ленти, како што кажав, да ја измешани. Наша задача е да ги подредиме по редослед како што се случувале или хронолошки редослед на настаните во расказот. Подреди ги деловите по редослед по кој мислиш дека се случиле. Сигурно веднаш откри дека денот мора да почне со будење. Прво ќе биде зелениот дел или зелената лента. Тоа утро Лука стана рано. Беше нетрпелив за денот што доаѓаше. Се изми, се облече, брзо го изеде појадокот и излезе надвор. Што мислите дека се случило след? Дали делот каде што Лука оди на спиење или делот со работната акција? Се разбира, вториот дел е делот со работната акција, сината лента. Во дворот веќе беше целото семејство. Се спремаа за работната акција. Лука им се придружи. Цел ден сите работеа во градината. Ја ископаа земјата и засадија многу убави цвеќиња. И ни остана уште третиот дел или розовиот дел, портокаловиот. Лука не ни примети дека се стемнува. Тој беше уморен, но задоволен. Погледна од прозорецот кон градината и со насмевка на лицето се спреми за вечера. Ова е третиот дел од приказната. Доколку вака ги подредивме, добивме хронолошки ред на настаните во расказот. Одиме понатаму. Хронолошки ред на настаните во бајка. Бајка е приказна во која се случуваат фантастични и необични случаи и имаат нестварни ликови. Во бајките се е можно. Сигурно се сеќаваш на некоја бајка која што си ја прочитал, слушнал, гледал некаде, и во бајките секако дека има хронолошки ред. Овде најпрво е представена една бајка за самовилата. Ќе ја прочитам бајката. Во една далечна шума се роди една самовила. Таа беше мала и нежна, со меки крилца и не знаеше да лета. По цели денови ги гледаше другите самовили како летаа над неј се. Им се восхитуваше на убавината и летот. Посака и таа да биде како нив. Еден ден кај неа дојде добриот голем шумски волшебник. Ја погали по косата и кажа дека кога ќе порасне и таа ќе полета како незините сестри. Малата самовила се насмевна и знаеше дека треба да чека за да порасне. За да ја сработиме оваа бајка за самовилата по хронолошки ред ќе ја користиме техниката Гирден на приказната. Сега ќе ти бидат потребни конец и 3 ливчиња хартија. Тие можат да бидат откинати од некој тефтерче, од тетрадка, не е важно, важно да имаме 3 ливчиња на хартија. Тие ливчиња ќе им ставиме по едно дупче и ќе ги нанижиме на конецот како гердан. На секој од 3 ливчиња ќе напишеме на првото најпрво, на второто потоа и на третото на крај. На секој од овие ливчиња ќе запишеме што се случувало во бајката која што ја слушнавме. Што се случи најпрво, што се случи потоа и што се случи на крај. Најпрво, малата самовила не знаела да лета. Потоа, шумскиот волшебник ги кажа дека ќе полета кога ќе порасне. На крај, малата самовила е среќна. Доколку ова го направиме, на овој начин ние сме ги подредиле во бајката настаните по хронолошки ред. Хронолошки ред на настаните во басна. Басна, да се подсетиме, е литературна творба во која преку ликовите на животните се искажуваат особините на луѓето. Многу познатата басна за мравката и штурецот. Цело лето мравката вредно работела и си збирала храна. Штурецот ја гледал и си свирел на својата виолина и се подсмевал. Кога дошла зимата, мравката се затворила во својот топол дом и си ја јадела собраната храна. Штурецот, тресајќи се од студ, ја гладувал. Една ладна ноќ затропал на вратата од мравката за да побара храна. Таа му рекла: кој во лето ужива во лад, во зима умира од глад. Дали сега можеш самостојно да ги наредиш настаните од басната по хронолошки ред? Басната за штурецот и мравката која што ја прочита претходно. Сликиве нека ти бидат побош. Погледнете како се случувале настаните во оваа басна. Меѓутоа, тие се измешани. Нареди ги по редоследот по кој мислиш дека се случи.
А потоа, за секоја слика, запиши по една реченица. Така ги подреди настаните од басната по хронолошки ред. Знам дека можеш и умееш. Браво! Ви благодарам за вниманието.